Сега одиме во боксерскиот клуб Илинденска Безброј, каде што ќе зборуваме со тренерот на клубот Миле, кој ќе ни ги каже сличностите помеѓу политиката и боксот. Да погледнеме. Бокс ти уствари една вештина која што одувек се користела за решавање на спорови. И рецимо да се бавиш со политика е многу слично као да си у бокс. Најважно ти е да пазиш брзо да не се нокаутиса. Постарите сигурно се сечат, не имавме еден таков многу вешт политичар. Они у политиката ги употребуваше сите удари, као што са директ, онда и директ, и кој ќе фати лева, десна, лева, десна, лева, десна, и онда не му дава да противникот да дише. Исто ти е у политика, кој тоа лева, десна, онда нема баш овакво со боксови, него лева, тоа ти е сител или слично, десна, тоа ти е УЈП, и кој ќе те заредат УЈП, сител, лева, десна, и противникот паѓа у десвес. Он знаеше да удара и у боксот и у политиката, да задава и ниски удари што се испод појас, и за тоа од меѓународните судии може да попие дисквалификација, а чак да добие и забрана да се бави со таа доходовна делатност, као што са политика и слично. Абе, у политика исто, знаеш, боксуење сака борба у поише рунди, не некој ќе победи една рунда и после не боксуем ја више, да речемо и задниот меч што беше у децембар. Овој што е другиот политичар, рика, гледаш, го доби мечот од суди, да поеди до душе тесно, али од публика не доби поддршка и сега еве, шо правиме сега? Иако е мува категорија, од се спрема за еден меѓународен меч со некој тешкаш од Америка, од унгарско потекло некој наводно, од берзанско-шпекулатска провиденција. Кладилниците трљаат руки, публика гледа се, демек 2 милиона публика кимало, као бесплатно. А не знаат дека ние тоа устари од буџетот го плачаме. Тоа би било што се тиче за политика и тоа. Браво, Бали!